Почитувани, време е за вистински чист Карпаш. Хигиената во Карпаш не е прашање на свест и култура, туку на одговорни општински служби што ја работат својата работа. Ако улиците се валкани, ако контейнерите се преполни, ако низ малата мириса, тоа не е вина на граѓаните. Тоа е доказ дека системот не функционира. Јас нема да го прифатам тоа затоа што и самиот сум дел од Карпаш. Ќе воспоставам систем во кој чистотата ќе стане брендот за Карпаш. Затоа што ништо не зборува повеќе за една општина отколку хигиената во јавниот простор. Во моментов изгледаме запоставено, со многу смет наоколу. Јас нема да дозволам Карпаш да остане Бела Африка. Ќе направам општината најчисто и најуредно место во Скопје. Службите ќе мора редовно да ги чистат парковите, тротоарите и улиците и да ги празнат кантите затоа што тоа е нивната работа и за тоа земаат плата. Ќе воведам редовно собирање на кабастиот отпад за да се спречи фрлањето на шут и отпад по улиците. Но јас нема да застанам тука. Ќе воведам ноќно миење на улиците кога градот спие. Специјализирани возила ќе ја мијат коловозната површина со притисок и дезинфекцијски средства. Не само чисто на хартија, туку вистински измиено и пријатно за секој жител и посетител. Во текот на денот ќе воспоставам мобилни екипи за постојано одржување кои ќе се движат низ населбите и ќе интервенираат веднаш кога ќе има истурен отпад или несоодветно оставени предмети. Нема да дозволам локации да стојат запуштени со денови. Секој агол ќе биде покриен. Ќе го зголемам бројот на корпи за отпад за 10 пати, затоа што не може да бараме ред од граѓаните ако не им дадеме услови да го одржуваат и да ги празниме кантите редовно. Ќе воведам и систем за брза реакција против вандализмот. Ако некој скрши клупа, истори шут, екипите ќе бидат таму во рокот само неколку часа. Не затоа што јас сакам да глумам херој, туку затоа што тоа е најдобриот начин да се спречи вандализмот. Да не му дадеме време да трае. Со апликацијата Мој Карпаш, секој граѓанин ќе може да испрати фотографии, локации и ќе добие известување кога екипата ќе интервенира. Сакам хигиената да стане гордост на Карпаш, не срам како досега, бидејќи тоа се пренесува од генерација на генерација. Тоа никако не е прифатливо во 21 век, но хигиената не е само чистење, таа е одржливост во свестување и култура на грижа за нашиот дом. Ќе воведам едукативна програма во училиштата за селектирање на отпад, а низ општините ќе поставиме специјални контейнери за стакло, пластика и хартија. Не како декор, туку со реално редовно празнење. Ќе ги поттикнам здруженијата и младите што сакаат да организираат акции за чистење. Не со благодарници, туку со конкретна логистичка и материјална поддршка. Да ја направиме хигиената наша секојдневна навика, видлива, брза и доследна. Сакам граѓанинот на Карпаш кога ќе излезе наутре од својот влез да не се прашува дали е чисто, туку да знае дека е чисто. Да знае дека постои служба што работи за него, не за некого од озгора. Тоа ќе го постигнам со јасен систем, одговорност и редовни мониторинг на службите. И ќе бидам таму, секој ден на секој ќоше во општината, затоа што се води општината со ред, со грижа и со присуство. Јас сум Сотри Лукровски и верувајте, така и ќе биде. Твојот човек, твоето место, за твојата иднина. Направи го вистинскиот избор. Заокружи број 9.